Со церемонија со највисоки почести, делегацијата на владата во сенка на Република Македонија, предводена од премиерот во сенка Климе Охридски, вчера ја отпочна официјалната посета на една скопска кафеана. Тој во придружба на заменикот председател на владата во сенка и министерот без ресор, кои во оваа прилика сакаа да останат анонимни, остварија низа средби со гостите на кафеаната, а Охридски имаше и тет-а-тет средба и со сопственикот на локалот. Така е, студио. Во текот на денешниот ден председателот на владата во сенка на Република Македонија, заедно со македонската делегација, има навистина многу набиена агенда. Имено, тој доручкуваше чорба во центарот на градот и потоа се упати кон делот со кафулење на улица Македонија, од каде што ја прифати поканата за кебапчиња во старата скопска чаршија. Но еве го тука и председателот на владата во сенка на Република Македонија, па би го запрашале што тој мисли за неговата посета денеска. Добар ден, дали може да ве прашаме нешто? Седи, море, зашто не може? Ние сме транспарентни и отворени сме. Така, еве, дали може да ни кажете нешто повеќе за вашата посета денеска? Најпрво, да ги поздравиме вашите гледачи и да ги направиме, и морат да кажем дека согласно нашата определба за отвореност и транспарентност, ние решивме нашите работни средби да бидат отворени за јавноста. Да, но ние сепак од свиркаш дознавме за овие средби. Тоа е затоа што не си работата, море. Свиркачи ви треба да ви каже што се случуваат во држава, море. Теми имат колку сакаш, море. Гледај. Па гледате што се случува, да речеме, уште немат министер за здравство. Па тоа е недозволиво. Па гледате што се случува со образованието. Па нели плати решија оти ке покачват. Кај се тие? Зашто не го поставите тоа прашање некому? Или младите ве што си иселве тушче беге? Докаде е владата во сенка што ја најавивте пред еден месец? Пред не пол месец, да бидеме поточни. Како што може да видите, се работат интензивно, меѓутоа периодов е таков предновогодишен, многу прослави, многу кафани, вамо, тамо, сегде разговараме интензивно за нови министри што ќе бидат и ве уверувам дека час поскоро ќе направиме таа влада во сенка од неопределените за да се бави со суштинските проблеми на секој еден граѓанин во Република Македонија, зашто овие други во влада, како што можеш да видиш, имаат болка во пределот под појасот. Така, ви благодарам. Да ти го дам на подарок. Кажете ми, какво е мислењето на владата во сенка во врска со бонусите на ДИК? Студио?